Просечна плата 38.843 денари. Ама кој ја зема? Властите изминативе денови не препуштаат при речиси секој јавен настап да се пофалат дека просечната плата достигнала речиси 39.000, ама не кажуваат дека во просекот влегуваат сите плати вклучително и нивните покачени. На нашето конкретно прашање, колку вработени во Македонија земаат нето плата во висина на претходната просечна плата од 37.876 денари, а колку минимална плата? Од управата за јавни приходи не добивме конкретен одговор, туку податок за вработени кои зеле плата до 37.875 денари, од што не може да се заклучи колку мина вработени ја земаат просечната плата. Управата за јавни приходи ве информира дека согласно податоците со кои располага за месец ноември 2023 година на 26.537 вработени лица е исплатена плата до 20.175 денари, а на 324.674 лица е исплатена плата до 37.875 денари. Анализата е направена со пресметковно нето според ефективни часови и очекувани во месецот. Вклучени се сите лица со пријавено и остварено полно работно време во месецот, пријавени на полно работно време, а оствариле помалку работни часови во месецот и скратено работно време. Она што е загрижувачки е дека речиси 90.000 вработени земаат минимална плата, велат од ССМ. Податоците кои ги добиле во Сојузот на синдикати на Македонија во март годинава покажуваат дека 88.000 од вработените земаат минималец или 1/3 живеат со околу 600 денари на ден. Што значи, ако овој вработен се грижи сам за своето семејство, според пресметките на синдикатот, му требаат уште две вакви плати. Потрошувачката кошничка во ноември изнесува над 50.000 денари. Истражувањата покажаа дека во Македонија до крајот на оваа 2023 година веќе ќе има 600.000 граѓани кои ќе живеат во сиромаштија со 150 денари на ден, што е секој трет човек во државата, а таа бројка пред само неколку години била 360.000 граѓани. Вештачки некако државните институции намалија инфлацијата. Никој, тоа што велите вие во маркетите, не осети дека до толку се намалија цените, за да ова зголемување од 10-12% во платите се осети и да биде, да кажеме, една стапка на штедење. Напротив, и понатаму имаме семејства кои што живеат на прагот на екзистенција, односно се под дневниот минимум за нормално функционирање на едно семејство. Имаме луѓе што си до 100 денари во текот на денот, тоа се екстремни случаи и тешки облици на сиромаштија. Според податоците од Државниот завод за статистика, зголемувањето на просечната плата се должи на зголемувањето на исплатената нето плата по вработен во јавната управа и одбрана, задолжителното социјално осигурување, снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Највисоки плати над просечната земаат во секторот информација и комуникации.